Предизборен популизам со откажување од ситното, но дебелите плати остануваат на сигурно. Функционерите ќе се откажале од покачувањето кое требаше да го добијат во март. Со месеци на конто им се нижат илјадници, а на помалку од 2 месеци до избори им текна да поднесат предлог за измени на неколку закони до собранието, со кои нема да добијат од 300 до 500 евра повисока плата со усогласувањето. СДСМ веројатно чекаше нивниот председател да стане од премиерското столче, за да ги поднесат предлозите со кои сепак нема да се искратат одолживањето на плати над 2000 евра, туку само нема да имаат покачување. Се правдаат оти ова било единственото уставно решение. Сите избрани именувани лица или околу 1060 лица се опфатени со овие законски измени и за нив нема да има зголемување на плати. Пример, председател или председник на собрание и влада 4,50 се заменува со коефициентот 3,92. Така е направено да нема драстично зголемување, бидејќи пред неколку дена Државниот завод за статистика излезе со проценки за просечната плата во државата и ова ќе значи енормно зголемување од дури 15,3%. Од мај минатата година, кога за прв пат на сметка им легна покачената плата за 78%, слушавме разни ветувања дека ќе ја намалат, но ништо не видовме на дело. Прво се чекаше методологија за пресметка на плати во јавен сектор, после како изговор се користеше работната група, за на крај да се сета дека намалување на платите не било така едноставно. Потребни ќе биле 7 законски измени. Најмногу плата додека беше во спикерското столче земаше Талат Џафери околу 166.000 денари, што значи дека допред да седне во премиерската фотелја заработил за 9 месеци над 1.400.000 денари или над 24.000 евра. Поранешниот премиер пак за 9 месеци земал 1.404.000 или над 23.000 евра, а шефот на државата за овие 10 месеци заработил над 1.600.000 или над 27.000 евра. Покачувањето дојде откако Уставниот суд ја симна фиксната основица, па пораснаа платите на вкупно 1260 функционери.